Активизмот подразбира до некаде две добра. Личниот развој и професионалниот е нешто што е онака на прво место кога станува збор за волонтирањето. Здраво, јас сум Анита Николовска, младински активист, младински работник, волонтер. Два проекти кои што би ги напоменала и кои што се актуелни моментално во организацијата се младински лидерски иницијативи и Академија за младински активизам. Така што неколку само овие проекти опфатија, да речеме, околу 10 иницијативи во последните 2 до 3 месеци, преку кои што младите имаат шанса лично да се надокрадат, да си ги зајакнат нивните лични и професионални капацитети си со цел понатаму здружени во тим да можат да делуваат во општеството и да прават позитивни промени. Така што како позитивни примери би ги издвоила иницијативите за животна околина, кои што се од двата веќе традиционални сегменти и проекти на младите можат да се Make a Change Be a Volunteer, која што оваа година веќе се спроведе по 5-ти пат, и младински локални иницијативи. Така што моментално, да речеме, младите на локално ниво се активни во општините Центар, Карпош, Аеродром и во општината Делчево, преку активности кои што детектираат проблеми на локално ниво во заедницата и на кои што младите работат. Преку искуственото учење се обидувам да научам повеќе и преку тоа да ги стекнам своите лични вештини, како и да ги градам истите. Јас сум Никола Ивановски, младински активист и волонтер. Да се признае навистина да се пременува во сите подеднакво во сите организации, институции законот за волонтерство, а не само да го имаме во теорија и на хартија. Младите да бидат активни, да ги зграпчат можностите кои што им се нудат, затоа што навистина постојат многу можности. Пораката до институциите дефинитивно би била да го слушнат гласот на младите. До институциите, наместо да градат зидови со младите и да бидат лицемерни, да се жалат како младите ја напуштаат државата, можеби би било подобро да се градат мостови и да се соработува со младите, впрочем и да се охрабруваат истите да бидат поактивни во заедницата.